Добро вечер, Дневник во 20 часот. Еве ги настаните кои што го одбележаа денешниот ден. Министерот за здравство Никола Тодоров денес беше во посета на Центарот за кинезитерапија во Штип, кој е единствен ваков центар во Република Македонија. Заврши комплетното асфалтирање во село Селце. Жителите после неколку децени нема да газат по кал и наставата по физичко воспитување ќе се одвива во новото асфалтирано игралиште. Лето во што изминува, пожарникарите најчесто интервенираа на запалени страништа, сува трева и нискостеблеста шума. Министерот за здравство Никола Тодоров денес беше во посета на Центарот за традиционална кинеска медицина во Штип. Целта за отворање на овој центар е граѓаните одблиску да се запознаат со кинеските техники и да ги почувствуваат нејзините бенефити. Досега во Центарот се јавувале пациенти со секакви болести. Министерот за здравство Никола Тодоров денес беше во посета на Центарот за традиционална кинеска медицина во Штип, кој беше отворен минатата година. Досега над 500 пациенти од Источна Македонија го посетиле овој центар. Преку традиционалната кинеска медицина се овозможува и третман на пациенти кои што се со хронични и акутни заболувања. Преку традиционалната кинеска медицина се даваат услуги на пациенти кои што се со хронични и со акутни заболувања. Во овој центар работат експерти кои што беа на едукација во кина. Некој од нив 6-месечна, некој подолга, 2-годишна едукација. Имаме професор од кина кој што заедно со нашите доктори, физиотерапевти и работи овдека во Центарот за традиционална кинеска медицина и можам да кажам дека сум исклучително задоволен што овој проект се реализира. Целта за отворање на овој центар е граѓаните одблиску да се запознаат со кинеските техники и ги почувствуваат нејзините бенефити. Но за да се посети центарот, потребно е пациентите претходно да имаат резервирано термин. Досега во центарот се јавиле пациенти со секакви болести, истакна директорката на Центарот за традиционална кинеска медицина Ленче Николовска. Кај нас во центарот се применуваат сите техники што се применуваат и во болниците во Кина. Значи се прави акупунктура, таа е најчесто застапена, капинг терапија, тоа се терапија со вендузи, се прави моксибустија, со посебни пори за загревање на акупунктурните точки, а се прави гуаша терапија, тоа е стружење на кожата со исто така со посебна направа која што предизвикува зголемување на микроциркулацијата, електроакупунктура со помош на стимулација на акупунктурните точки со електрична струја и само електропунктура, тоа се посебни електроди кои што се поставуваат на акупунктурните точки. Техниките за кинеска терапија се одвиваат на исти начин како во Кина, така и во Македонија. Ова техника metoda. Сите методи и техники What we use almost the same in Chinese hospital. Тука во центарот се речиси исти како оние што се користат во центрите за третирање во Кина. Very qualitative working results. Имаме одлични квалитети и одлични резултати во третирањето, значи на различните болести и одлични резултати. We have a very good relationship with patients. И одлична врска со сите пациенти и одличен професионален однос. Освен македонски државјани, во центарот се третираат и пациенти од странство. Тодоров најави отворање на центар за традиционална медицина во Скопје и во други градови во земјава. Продолжуваме со друга тема. Комплетно асфалтирани улици кои се во должина од околу 1,5 километар добија жителите на село Селце. Најмладите жители за прв пат добија и асфалтирано игралиште каде што ќе изведуваат наставата по физичко воспитување.
За околу 200 жители на село Селце денешниот ден е од големо значење, бидејќи добија комплетно асфалтирани улици, кои се во должина од околу 1,5 километар. Градоначалникот на Штип, примариус магистар Илчо Захариев, на жителите денес им најави уште еден проект, односно село Селце да се поврзе со магистралниот пат Штип-Радовиш. Општината има јасна политика да во сите населби во нашиот град и во сите населени места создаде подеднакви услови за одличен и добар живот. Ние имаме цел да ја запремиме миграцијата од нашите села и селото Селце со 200 жители е пример дека тука може да се живее, може да има и училиште, да има и ученици, да се раѓаат деца, но тие има навистина многу лоши услови за живење. После толку и толку децении доживеа, чека и дочека да им направиме убави асфалтирани улици, да исакнем некаде околу 1,5 километар се асфалтирани улици во ова село. Направено е и спортско игралиште. Се надевам дека со ова ќе им се подобрат условите за живење и верувам дека и на децата ќе им создадеме подобар амбиент како и децата од нашиот град. Овде ни предстоат уште неколку активности, а тоа е ќе направиме проект да го поврземе селото Селце со магистралниот пат Штип-Радовиш, каде должината е некаде околу 3,7 или 4 километри, и ќе направиме проект да го поврземе селото Селце со селото Пукче. За жителите ова е долго очекуван момент, затоа што движењето по стрмните калливи и прашливи улици им го загорчуваше животот со години. Во Селце немаше услови не за живот, туку и за да испаднеш на пат услови немаше. Меѓутоа денес се гледа више дека нема улица што не е асфалтирана и населението има голем благодет. Гледате, има млади луѓе, деца, училиште работи, како што гледаме добра работа е патот, значи улиците беа катастрофални, кал, посебно зимно време, есенско време и добра работа најавата на градоначалник патот Селце 11 км патот Штип-Радовиш. Тоа е добра работа затоа што ќе се поврзат нивите со механизацијата да не оди по црни патишта. Најмладите жители на село Селце за прв пат добија и асфалтирано игралиште, каде што ќе изведуваат наставата по физичко воспитување. За прв пат од постоењето на подрачното училиште во село Селце се создадени подобри услови за учениците од подрачното училиште. За прв пат имаат можност наставата по физичко образование да ја изведуваат во подобри услови. Значи се подготвуваме овој спортски терен да го оградиме, значи ќе биде комплетно оградено ова спортско игралиште и се предвидува оградување на помалив спортски терен под училиштето исто така да биде ограден. Инаку општина Штип досега има инвестирано во инфраструктурни проекти околу 150.000 евра за село Селце и село Драгоево. Продолжува асфалтирањето и во Штип. Денеска се асфалтира неколку улици во населбата Дузлачки рид, односно спој од улицата Сремски фронт со улицата Панче Караѓозов со вкупна должина од 1 километар. По онаа градежна офанзива и асфалтирање на повеќе улици во центар на Штип, нормално и во руралните средини, денеска сме сведоци на асфалтирање на улици во населбата Дузлачки рид. Овде се асфалтираат неколку улички кои што беа оставени по првото асфалтирање, првата офанзива на асфалтирање во Света Недела и Дузлачки рид, по барање на жителите, нормално ќе се асфалтираат сите улици во оваа населба, како што обеќавме. Значи денеска сме сведоци на асфалтирање на спојот помеѓу улицата Сремски фронт и улицата Панче Караѓозов и три помали улички, тоа е продолжување на улицата Свети Николска, продолжување на улицата Скопска. Вкупната должина на денешното асфалтирање ќе биде над километар и околу 2500 метри квадратни асфалтна маса. Директно запознавање на поединци и компании со поволностите што ги нуди е целта на проектот Македонија вработува 2, кој што е представен и пред граѓаните на Кочани. Од воведувањето на мерката во 2007 година до крајот на 2015 во Кочани се основани 234 мали бизниси, од кои основачи се 161 мажи и 73 жени. Проектот Македонија вработува 2 секојдневно се представува пред граѓаните од повеќе општини во државата со цел директно запознавање на поединци и компании со поволностите што ги нуди овој проект, со цел да се анимираат и работодавачите и невработените лица да ги разгледаат поволностите и да се најдат во условите предвидени со новиот проект. Македонија вработува 2 дополнително ќе придонесе за намалување на невработеноста, развојот на домашните компании, на почеток на нови бизниси, како и економски прогрес на државата. Во проектот се опфатени 5 групи невработени, а за сите овие категории невработени лица со новиот пакет мерки се предвидува ослободување од плаќање придонеси.
Во првата група се опфатени невработени на возраст до 35 години, потоа невработени на возраст од 35 до 40 години. Третата група опфаќа невработени лица над 50 години, четвртата се однесува на највозрастните, работоспособни невработени лица над 58 години, а петата група се однесува на невработени лица кои се родители на 3 или повеќе деца. Во општина Кочани, од воведувањето на мерката во 2007 година до крајот на 2015 со оваа мерка основани се 234 мали бизниси. Од нив основачи се 161 мажи и 73 жени. Лето во што изминува, пожарникарите најчесто интервенира на запалени страништа, сува трева и нискостеблеста шума. Статистиката покажува дека во источниот регион во текот на август се зголемил бројот на пироманите кои им се намерчиле на страништата. Опште впечатокот дека пожарите ќе тлеат се додека има неказнети. Последните опожарени стрништа и ридови со нискостеблеста шума во источниот регион сигнализираат дека симнувањето на забраните за палење на стрништа не се почитува онака како што тоа го наложи владата. Всушност, како многу пати досега и во случајот со последните пожари во околината на Трогирци и Судик, Карбинско и Уларци во општина Чешиново Блешево, како причина се наведува човечкиот фактор. Имавме дојава на запалено стрниште во село Судик према Долно Трогирци и Горно Трогирци. На лице место се испратени едно противпожарно возило и 4 пожарникари. Според големината на зафатеноста, дополнително се испратени уште 12 пожарникари и 4 противпожарни возила. Пожарот од кај Долно Трогирци и Горно Трогирци е локализиран и целосно изгаснат. Се работи на локализирање на пожарот кај село Судик, негово локализирање и изгаснување. Материјална штета има, непроценета. Надлежните органи ќе си утврдат. Причината за пожарот е човечки фактор. Земјоделците и жителите во овие рурални средини кои со години ги обработувале нивите, кажуваат како тоа треба да се прави доколку веќе државата дозволила да се палат страништата. Да се одоре убаво, да гледаш тамо да се не одорано фрлиш пирчето и бег. Тоа не е работа. И повторно, доколку се посегне по оган, сосема известно дека покрај сувото ќе гори суровото. На мета на огнените јазици секако се сите животински видови кои ќе се најдат обиколени од огнените јазици. Треба да се води рачун да не прават некои штети. Некој го запале полесно ќе орал, ама направат големи штети. Запалат и поред тој, според сувото и суровото го горе. Вака ќе биде, согласни се сите, се додека надлежните не преземат мерки за казнување на пироманите, кои во последно време навистина дивеат во источниот регион. Не одговара никој, да фанат некој да одговара, не би требало да биде така. Ја тука, комшија кај нас, до мене тука запалил едно стрниште, подбак го изгасаме, не можеме да го изгасиме, изгоре тамо мосо целото тоа тука. И додека речиси секојдневно се шири чат и пламен од различни места и села, дотогаш зачудува индиферентниот однос на ловечките и други здруженија, кои досега ниту еднаш не се огласија со апели или предупредувања дека на ваквата појава треба да им се застане на патот. Статистиката за првите 8 месеци од оваа година покажува дека расте извозот на македонските земјоделски производи. Имајќи во предвид дека до крајот на годината има уште неколку месеци, не е исклучена можноста процентот на земјоделски производи кои ќе бидат извезени на странските пазари да биде уште поголем. Расте извозот на македонските земјоделски производи. Статистиката за првите 8 месеци од оваа година покажува зголемување за 15% во однос на лани. Почнувајќи од јануари па се до крајот на август, преку 4 места на утовар, односно од 11 гранични премини, каде Државниот земјоделски инспекторат преку фитосанитарните инспектори го следи извозот на земјоделските производи, биле извезени 16.954 пратки. Бележиме зголемен процент на извоз и во број на пратки и во количина. Македонија има квалитетни земјоделски производи што се барани на европскиот пазар и на пазарите во Руската Федерација. Значи тоа со двете најголеми позиции каде што се пласираат македонските земјоделски производи, вели Цветан Трипуновски, директор на Државен земјоделски инспекторат. Надлежните се надеваат дека ваквиот позитивен тренд ќе продолжи во наредниот период, имајќи во предвид дека до крајот на годината има уште неколку месеци, не е исклучена можноста процентот на земјоделски производи кои ќе бидат извезени на странските пазари да биде уште поголем.
Во Делчево се одржа јубилејното 10-то издание на Пијанечко-Малешевската свадба. Под превезот на старите свадбарски обичаи, својата љубов ја круниса Драга Наговски од Берово и Милена Параскова од Пехчево. Покровител на манифестацијата е општина Делчево. Делчево денес ги славеше старите свадбарски обичаи. По 10 пат се одржа традиционалната Пијанечко-Малешевска свадба, свадба на која над 500 гости има можност да бидат сведоци на старите свадбарски обичаи кои што некогаш се случувале во Пијанечко-Малешевскиот регион. За младоженците Драга Наговски од Берово и Милена Параскова од Пехчево беше чест да се носат носиите кои пред многу години ги носеле нивните предци. Чест ми е што ја носам носијата. Оваа носија е традиционална малешевска носија, стара околу 2 века. Таа е значи ткаена од нашите прабаби. Има фустан, фута. Значи на нас носиме автентични работи, носијата, имаме дел од носијата кој се создаден од нашите прабаби. Чувството е прекрасно, огромна благодарност до организаторот за тоа што баш нас не избра за 10-ти јубилеен пар на оваа манифестација. За нивните родители пак најважно е што старите традиции оживуваат преку младите. Да се подсетиме на некогашното, на традициите, на детите. И тоа е едно добро искуство и мисля дека треба и понатаму да се продолжи за младите да знаат како нашите предци ја кронисувале својата љубов пред неколку години. Според етнологот Димитар Озунски, кој учествува од првото издание на Пијанечко-Малешевската свадба, потрагата по корените на свадбените обичаи од овој крај треба да продолжи да живее и понатаму. Овие 10 години значат многу зашто се трагаше по корените на свадбените обичаи, да се изнесат на виделина, колку што може да се представат и да на некој начин заживеат. Инаку општината Делчево и годинава е финансиски покровител на манифестацијата. Главна цел на нас не е да ја зачуваме традицијата и истата да ја промовираме во функција на туризмот, да привлечеме туристи во Делчево, па и во целиот микрорегион Пијанец-Малеш. Како увертира на 10-та Пијанечко-Малешевска свадба, синоќ се одржа и 40-тиот меѓународен музички и фолклорен фестивал Делчево 2016, на кој меѓу другите гости имаше и учесници од збратимената Јагодина. Па добро сме се уклопили со домаќинима. Играли смо влашки игре, шопски игре и шумадију. Овде е баш лепо и играќеме шумадију, шопски и влашки. Инаку еден месец пред свадбата беа изведени сите адити кои се поврзани со Пијанечко-Малешевските традиции, од несењето погачи до китењето на бајракот од страна на другарите на младоженецот. Се тоа беше одлично спакувано како туристичка понуда на регионот Пијанец-Малеш. Вчера вечер околу 9 часот и 30 минути во полициската станица во Пробиштип, ДК 28 години од село Калниште, Пробиштип, пријавил дека во долот на речното корито од Калнишка река, на тесна земјана патека у Долница, пронашол непознато тело во фаза на распагање. Увид на местото на настанот извршила увидна екипа од полициската станица Пробиштип, при што од страна на лекар од идната медицинска помош констатирана била смрт. Од страна на роднина бил утврден идентитетот на лицето, се работи за РС, 65 годишна од Пробиштип, која на 18 август била пријавена за исчезната. По наредба на јавното обвинителство, телото на починатата е дадена на обдукција. Сириските бунтовници соопштија дека во текот на вчерашниот ден собориле руски хеликоптер со помош на своето ракетно вооружување во сириската провинција Хама, каде што се одвиваат интензивни борби, односно бунтовниците изведоа голем напад во областа која што е од исклучителна стратешка важност за сите сили на председателот Башар ал-Асад. Бунтовничката група Џаиш ал-Аза, која што е дел од Сојузот на сириската слободна армија, соопшти дека успешно бил соборен руски хеликоптер на околу 5 километри северозападно од градот Хама, кој е под контрола на сириската војска, лојална на председателот ал-Асад, пренесува новинската агенција Reuters. Српските медиуми јавуваат дека поранешен вработен вчера на Пладне фрлил 7 молотови коктели врз ресторан на Макдоналдс, сместен во населбата Нов Белград во главниот град на Србија. Како што јавуваат тамошните медиуми, поранешниот вработен го изгубил судскиот спор со неговиот работодавач, па ова го направил од одмазда. Дури да е одмазда, воопшто не е за оправдување, особено ако се знае дека во моментот ресторанот бил полн со луѓе, од кои најголем број биле деца.
Полицијата ги утврдува причините за ваквото однесување на поранешниот вработен. Председателот на Филипините Родриго Дутерте прогласи состојба на беззаконие во јужниот остров Минданао, каде во бомбашки напад загинаа 14 лица и повредени се околу 70. Дутерте, кој го посети местото на експлозијата на ноќен пазар во градот Давао, на кој бил градоначалник 22 години, вели дека пораката му е непрогласување на вонрена состојба, но дава можност да се испратат војници во градови за да им помагаат на полицијата на контролни пунктови и за зголемување на патролите, како и за да пребаруваат простории. Портпаролот на групата Абу Сајаф, Абу Реми, презеде одговорност за бомбашкиот напад, но Дутерте изјави дека се проверуваат и верзии за други сторители, вклучувајќи наркодилери против кои тој води крвава кампања. Продолжува серијата на успешни резултати на селекцијата на Македонија до 21 година. Нашите надежи забележаа голема победа над Шкотска со 1:0, со која остануваме во игра за пласма на Европското првенство. Го задржавме ритмот без пораз во третата квалификацијска група и на четвртиот меч во низа на гостински терен останавме без пораз. Голот вреден големи 3 бода е дело на Марковски во 17-та минута од средбата. Следно за нашиот национален тим до 21 година е дуелот со Северна Ирска на 6 септември во Скопје. Се гледаме повторно во третиот дневник, до тогаш останете со нашата програма. Пријатна вечер.